понекогаш тоа ирониско, тоа искосено, нестварно видување може да биде многу посилно, поавтентично и може би дури и по-реалистично одошто еден гол реализам што се обидува да го препише или да го преслика животот. Така капричата ги пишував како мали фантазии, некојаш како поголеми фантазии, тие се и новелети и раскази во таа книга, ми понудија голем, има и многу нежни текстови. Има текстови кои што се занимаваат со автоирониски, со моето старење. И така што воопшто капричо е тој жанр што го крстив така, зашто ми изгледаше најсоодветно така да го крстам она што во тој момент беше напишано. Потоа продолжив на тој начин. Некако иронијата како да му погодуваше на времето, како подобро да го отсликуваше. И постои уште една книга која што го доби Рациновото признание. Да, Таа е книгата Парадоксикон. Така, Парадоксикон. Која што е исто така едно екстремно капричо, збир од екстремни каприча. На места брутална, но секогаш сочувствена, во крајна анализа, брутална во постапката и во описите, а во крајна анализа ми се чини дека и многу сочувствена кон особено малиот изгубен човекот изгубен во денешницава, преполитизирана, насилна, агресивна, премеркантилна, во таа смисла.